Иземени се, значи, нашата држава, целиот бившиот југословенски простор, освен Словенија, Албанија и Косово. Словенија како членка на Европската унија, меѓутоа и како земја на Меланија. Да. А од друга страна Бугарија, Романија и сите околу тамо, и Унгарија иземена, пардон, и Унгарија иземена. Хрватска е членка на ЕУ. Да, па не е иземена. Може би Хрватска е затоа за да не биде демек, еве, ја иземаме Унгарија, па мора да име уште една што е членка, значи има некој специфичен однос, но мислам дека се работи повеќе за тоа држави кои што имаат суфицит или дефицит со Соединетите американски држави, значи трговски суфицит или дефицит, сите овие држави изгледа дека имаат дефицит со САД. Најневообичајна работа е најразвиената држава во светот да воведува царини. Вообичајно е тие да се борат за укинување на сите царини и тарифи во светот. Тоа е, викаат некои економисти, како некоја држава што има излез на море и пристаниште да го затвори затоа што некоја друга нема, што е нелогично. Неговите први царини што ги воведе за првиот мандат се покажаа како неефикасни, бидејќи има спротивен ефект од посакуваниот. И најверојатно и овие царини, ако навистина останат до долго време, и ако не се некој преговарачки маневр во неговата генерална политика, ќе бидат многу лоши за економијата глобално земено, за Америка поединечно и за сите држави кон кои оваа трговска војна е упатена. Веќе експерти одделно зборуваат дека целата оваа операција што ќе ја преземе Трамп може да се врати како бумеранг за Америка, затоа што да не се заборави дека и Америка извезува своји стоки надвор, дава големи услуги во IT индустријата и особено многу за неа значи извозот на оружје.